Основниот кривичен суд Скопје го прифати предлогот на обвинителството и определи мерка притвор од 30 дена за Сабахадин Рустеми, директор на комунална хигиена, и Аки Саити, управител за отпад, поради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото. Двајцата беа приведени од полицијата во понеделникот поради основано сомнение за кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад од член 230 став 1 од Кривичниот законник. Според обвинителството, осумничените постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на обврските од оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад, што резултирало со создавање мали депонии на јавни и сообраќајни површини во Скопје. Адвокатот на директорот Рустеми соопшти дека тој за време на распитот во судот дал неотповиклива оставка. Сообраќајниот шпиц во Скопје се почесто трае речиси цел ден. Има предолго чекање на семафори. Често е потребно да поминат 3-4 турнуси на промена на сигнализацијата за да се помине само една крстосница. Ако пак заврне, се создаваат долги колони возила, а наутро и целосни блокади. Сето тоа носи хаос, загубено време, нервози, незавршени работни обврски. Едноставно Скопје трпи многу. Едно од решенијата на големиот проблем е градење нови сообраќајници и проширување на постојните. Еве и во оваа изборна кампања кандидатите за градоначалници ветуваат нови сообраќајни проекти за клучните точки во градот. Но пишување и цртање на проекти е една работа, а сосема друго е тоа да се реализира на теренот. Скопјани видоа на терен најави од местото каде ќе се правеле подземни сообраќајници, па ништо не видна. Видоа и правење на скапи мостови кои завршуваат во дворови и така стојат со години. А гледаат и, например, како наутро од аеродром не може да се излезе со возило кон центар или газибаба или кисела вода, ако не се потроши цел час за само 1 до 2 километри растојание. Сите вчерашни дојави за поставени експлозивни направи во училишта во Скопје и Куманово се лажни. Самите дојави пак предизвикаа голема вознемиреност меѓу учениците и нивните родители. Ваквите инциденти за жал не се случуваат прв пат. Пред 2-3 години скопските училишта со месеци беа цел на слични лажни дојави за бомби. Тогаш, како и сега, сите проверки завршија без да биде пронајдена било каква експлозивна направа, но имаше страф, а и се наруши и наставата во училиштата. Инаку вчерашните пријави околу 18 часот биле испратени на имейл адресите на 30 училишта во Скопје и 17 во Куманово, пошто веднаш училиштата беа евакуирани, а наставата прекината. Аман веќе, пожари, труење од депонии, ѓубре, сега и ова, беше еден од коментарите на социјалните мрежи на загрижени граѓани. Генерално, сите објави беа како некој намерно со месеци да сака да предизвикува хаос и немир меѓу скопјани. Премногу има сообраќајни несреќи во Македонија, при тоа има многу жртви и тешко повредени лица. И пак на многумина не им доаѓа умот и возат пијани, што е една од честите причини за сообраќајките. Состојбата е алармантна. МВР се обидува да воведе ред. Еве, пред 2 дена полицијата дури и лиши од слобода возачи од Битола, Делчевско и Кочани, кои управувале возила под дејство на алкохол. Ќе им го дотерали тоа умоти на приведените и на сличните како нив. Почестите полициски контроли секако се еден од лековите на оваа загрижувачка состојба да се пие алкохол и да се вози. Можеби и казните треба да се поголеми и пред се да се изрекуваат без пардон, но сепак пред се на потек се самите возачи кои мора да се однесуваат поодговорно, затоа што и самите можат да бидат жртви на својата лоша навика да возат пијани. Вработените од јавното предпријатие Паркови и Зеленило Скопје и од фирмите ќерки Флораком и Луна и денеска протестираа. Тие од 10 до 12 часот ја блокираа крстосницата пред ова јавно предпријатие, барајќи да им се исплати платата за септември. Тие најавија дека ќе протестираат секој ден од 9 до 11 часот на истата локација, се додека не им биде исплатена платата и другите надоместоци што законски им следуваат. Вчера попладне патници од Скопје летнаа кон Мадрид. Авиокомпанијата Визер во иднина ќе лета на оваа релација 3 пати неделно, секој вторник, петок и сабота. Сега покрај со Барселона, Скопје се поврзува со директен лет со уште еден шпански град. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека наскоро ќе има директно авионско поврзување на Скопје и со други градови во Шпанија, но и низ цела Европа.
Девојче на 11 годишна возраст е прегазено и тешко повредено синоќа на улицата Перонаков во Скопје, пошто возачот избегал од местото. На 28 октомври 2025 во 20 часот и 30 минути во СВР Скопје е пријавено дека на улицата Перонаков во Скопје патничко возило удрило во малолетничка од Скопје, пошто возачот со возилото го напуштил местото на настанот. Во несреќата со тешки телесни повреди кои ги издобила по прегазувањето, повредената била пренесена во клиничкиот центар Мајка Тереза. Полицијата соопшти дека се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот. Во чест на 80 годишниот јубилеј, Македонската филхармонија синоќа одржа концерт во престижната златна сала на Музик Ферајн во Виена, еден од најзначајните храмови на класичната музика во светот. Настапот под диригентство на Јерухам Шаровски со солистите Ана и Игор Дурловски донесе импресивен спој на македонска и европска класика, која воодушеви виенската публика. Преполната сала со овации и долги аплаузи ја поздрави изведбата на нашите музичари, особено делата на Глигор Смокварски, Бетте Илин и 5 традиционални македонски песни во аранжман на Сони Петровски.